Праќајќи си го подобрите сигурно рейтингот како политичка партија, нели сека политичка партија работи преку такви работи, се спремате за избори? Па сега видите, ние не го правиме ово првенство ние да градиме некој политички рейтинг. Не, дај Боже. Сам по себе ќе дојде ако се реши проблемот. Па сега видите, граѓаните на избори се одлучуваат врз основа на тоа кој зашто се залага. Апсолутно. Ако ние се залагаме да кажеме за одбрана и заштита на тие национални државни интереси, можеби граѓаните ќе препознаат во нас некоја опција на која што ќе им сугерирате на референдум, како да гласаат? Па сега прашање за мене да кажеме не треба, јас се на мој апел, да совет вечер во Битула до премиерот, не треба да го става народот на искушение да одлучува на референдум. Треба власта цврсто да застане, како што кажав, ќе има наша поддршка се додека го брани уставното име на државата. Бидејќи референдумот Што ако изгуби довербата од граѓаните ако не станеме членка на Европската унија, ако не добиеме датум за преговори? По анкетите на агенциите за истражување дури 96% од граѓаните биле за во НАТО и во Европска унија. Видите, тие анкети не е со две острици или пак ако го промени името? Видите, тие анкети не се баш заверувани, веќе ве кажам последната на Павел Шатев, институтот која што излезе пред 10 дена. На Ири? Не на институтот Павел Шатев на ВМРО ДПМН, последната анкета што ја кажа. На Ири не ви се допаѓа? Ова сега да кажем како не треба да ни се верува анблок на овие анкети. Што вели на Павел Шатев? Па на Павел Шатев да кажеме кажа таму ВМРО СДСМ сме толку и толку и сега кажа таму Љубе Бошковски 0,2. Тоа значи од 1100 испитаници гласало 20 за него. Лилјана Поповска беше дом 0,3. Сега што ми беше смислата? И вика 1,7 се изјасни за друга партија. Ние по некои наши канали дојдовме до тој листинг, кога таа анкета и во тие 1,7 фигурира Народно движење за Македонија. Али нас не вметнале во графата тоа верба на друга партија. Значи, не сакат многу актуелни, да кажеме, поголеми, условно така да ги кажеме, поголеми партии, да се промовира во јавноста и друга партија. И затоа како би било референдумското прашање? Па јас како што кажав, референдум воопшто јас сум поборник, сум против тој референдум. Ако го има. Тој референдум бидејќи може се многу притисоците се големи да се реши прашањето на името. Бидејќи може се големи манипулации тој референдум. Ние имавме за референдум територијалната организација, гледавме што се случи. Јас сум тогаш убеден дека македонскиот народ се изјасни да нема таква територијална организација со која фактички направивме федерализација во државата од Гостивар до Струга. Па јас се плашам дека и сега може да го изманипулираат народот и затоа апелирам да не го стават народот на искушение. Мора власта јасно да застане да каже дека промена на името нема да има, да остане со тој цврст став, бидејќи сите научни, историски факти, било од релевантни домашни, било од странски автори, кажуваат дека оваа држава, името Македонија го носи некаде од 7 век пред нашата ера па до сега, скоро 3 милениуми. И никоја соседна држава не го носела ова име. И значи нема ни еден аргумент да го смени името. И јас, како што кажав сега, ако дојде до тој референдум, ние нормално ќе видиме какво ќе биде референдумското прашање и нормално ќе застанеме на позиција на одбрана на уставното име. И кога во Европа? Па ние сме во Европа. Тоа не е спорно. И јас сега, бидејќи како што кажав, сега се води една медиумска таква хајка кој што се прави еден опиум за народот со таа Европска унија. Ние ги имаме сите привилегии со Европска унија. Еве сега се укинуваат и тие болни визи за граѓаните да можат да патуваат. Одлуката не е конечна. Инаку во трговскиот дел забораваат дека ние имаме трговски спогодби со Европската унија со кои што Македонија во рамноправна позиција како да е членка. Сите тие трговски размени што ги прави со унијата, значи таа пречка беше патувањето. Еве сега ќе се укине патувањето, но еве сега слушаме песимистички изјави, ќе се укинат визите на луѓето, пари немале да патуваат, па како ќе патуваат. Значи најдобро е ние да ни е јасно дека таму не ги укинуваат визите за да ни најдат работа во земјите членки на Европската унија, туку туристички ги потрошиме парите. На крајот на оваа емисија сме повторно со Европа поврзано прашање, а споменикот на Филип II, зашто го немаме на плоштадот Магнолија? Па очигледно е дека сега се повлекува и владата со тие силни најави дека ќе да не ја провоцираме Грција. Ќе се гради споменикот, сега мислам веќе невкусно е така и несериозно е сега. Господинот Павско Кузма знаеме ја преора цела Македонија. Најдене куп артефакти кои што укажуваат на наше подалечно минато отколку на 6 век. И сега ќе биде стварно страшно и невкусно и непријатно ако се повлече владата од својот став за нашите корени подлабоко отколку од 6 век. Ќе го постават споменикот таму? Па сега јас како што слушавме во јавноста, тој е порачан, платена е рата, дело исплатен, и ако е така, веќе значи треба да се постави. Зошто го нема? Тога сега дали се прави владата прави некои калкулации, останува да видиме, но јас сметам дека ако тие да кажеме имаме полно право
Бидејќи сега видите, ние бевме во еден систем кај што до 90-та година кај што не можеше да се отворат сите тие работи и сега доаѓаме во ситуација кој што македонскиот народ веќе не треба да се провоцира, него врз основа на тие историски, научни факти да се седне и да се каже вистината за овие простори, за потеклото на македонскиот народ. И на таква енциклопедија добивме, нели? Па енциклопедијата е така едно, како што кажав, со неа се настојува да се втурне Македонија во една опасна игра. Јас се надевам дека Македонија има своји безбедносни институции, има доволно капацитет да ги разоткрие сите тие слушна вашата порака и размислувањата, нели? Сите тие сценарија и јас се надевам дека ќе се напише македонска енциклопедија не за национален пораз, него енциклопедија за национална победа на македонскиот народ. Господин Бачев, благодарам што бевте во директно на телевизија. Напролет ќе можеме повторно да анализираме дали ќе го промениме името, ќе има референдум, ќе поминат избори, сите они работи што во овој за некој како што тврдат кучен период, ќе можеме отпосле можеби да ги анализираме. Па ние во однос на името нашето делување го темелиме на 3 нивоа. Јас ќе кажам вечерва на 1 јули 2009, значи летото сега поднесовме декларација, стратегија за одбрана на уставното име. Не ја дадовме во јавноста бидејќи му неа има доверливи елементи. Последната наша средба со Трајко Велјановски ни кажа дека веќе ја поделил на пратениците, се работи за еден документ кој што содржи обсмислени решенија, анализи и тактики како ние да го зачуваме, да го сочуваме тоа вековно уставно во државата. Па тоа се на последната средба Трајко Велјановски ни кажа дека е поделил веќе и оставивме на него да определи степен на доверливост. Затоа во јавноста не е промовирано уште, не е кажана, инаку ја поднесуваме. Тоа ќе мора да се случи во текот на ноември, потоа ќе биде доцна. Инаку таа е во коавторство на Народно движење за Македонија со ВМРО, ВМРО Демократска партија, поднесена е, очекуваме дека пратениците ќе се издигнат над моментот и доколку се прифатат тие наши решенија, ние сме длабоко убедени дека со таа стратегија го сочувуваме националниот идентитет, јазикот и културата и фактички таа стратегија парира на една друга стратегија која што беше поднесена од пратеникот Стојанов кој што сака да се промени името. Ќе поварате мислење од ФУЕРЕ? Па нема потреба ни од ФУЕРЕ, ние сме си автономни субјекти на политички. Често за многу работи или ги повикуваат политичарите. Па сега немаме време тоа да кажеме, тоа е трагедијата, хендикепот во македонската политика, за жал, за се и се што само како прашање така го наметна за се и се што одат на тие консултации, не тоа е европското семејство, сите одлучуваат заедно, нели? Па во тоа европско семејство не е баш така, кога се работи за националните и државните интереси, не е баш така да кажеме амбасадорите фактички да би се како еден вид старатели во сопствената држава, али се надеваме дека сите тие процеси во иднина ќе се елиминираат. И дека стрекни ќе ни биде 2010 година. Фала ви многу што бевте гостин во директно на ТВ. Благодарам за поканата. Вам, почитувани гледачи, благодарам за вниманието со кое не следевте. Останете со ТВ.